присуството на Груевски, што разговараа лидерите на тајната средба. Дали ВМРО ДПМН ќе се откаже од својот почесен председател? Ова и уште многу други прашања и одговори ќе слушнете вечерва. Во 21 часот ТВ интервју со лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски. Во новата сезона на 1 ТВ ќе гледате вашите мислења и ставови на актуелни теми само во вашата 1 минута на 1 ТВ. Со мене, Јана Јосифовска, секој работен ден. Бидете со нас. Субвенции, јавни набавки, тендери, како и кому се делат? Се кријат ли одговорните зад институциите и политичките партии? Дали поединци од бизнис секторот со лажни факти добивале државни пари? Имаме тим, имаме цел, вистината пред се. Откриваме кои се луѓето кои ги држат конците, а се амнестирани од одговорност. Македонски инсайдер. Наскоро на 1 ТВ. И еве некоја минута по 16 часот, денеска за прв пат и велам добар ден на нашата Јана Јосифовска. Добар ден, Анета. Добре дојде. Добре ве најдов. Така, денес од оправдани причини него започнавме студиото и со Јана, како што е вообичаено во четвртокот, но тоа не значи дека од овде натака ќе се дружиме со неа. Минутите за нашите скајп пријатели низ светот за овој четврток ја одбравме. Ја одбравме, почитувани, Марија Аслимовска, односно единствената професионална парфюмерка, така наречени познатите носеви. Може да се каже, која што моментално е на одмор во Швајцарија, меѓутоа живее и функционира во Даблин. Марија, добар ден. Добар ден, Јана, добар ден, Анета. Здраво, рековме во Швајцарија на одмор, иако твојата база е Даблин. Да. Од што се одмараш, Марија? Значи, во Швајцарија малце секако поразличен стилот на животот од Даблин. Дури е некако и поблиску до оно што сме научиле дома, нели, ладното, снегот, па и храната до некаде е поблиску, така да сакам да бидам, можеби да кажеме, поблиску до дома. Значи, барем за малку од поблиску да ја мириснеш Македонија. Ако не си во Даблин, барем во Швајцарија. Како што кажа Јана, професионална парфюмерка, девојка која што работи на креирање нови парфеми, нови мириси, што е прилично невообичаено. Од кога е Марија во оваа приказна? Се извинувам, која е Марија? Од кога е Марија во оваа приказна? Јас сум во оваа приказна веќе 6 години. Од кога завршив со изучувањето на истото во Франција и со тоа се бавам професионално сега веќе 6 години. Како се случи Даблин? Од она што нели претходно можевме да се информираме за тебе, ти средното училиште го имаш завршено во Хрватска, меѓутоа после се селиш во Франција, каде што студираш на престижниот универзитет Грас, нели околу се тоа со парфемите, и како накрај заврши во Даблин? Зошто Даблин? Запознав човек од Даблин. Добра причина. Да, кој што сега е мојот сопруг и Даблин е нашето место на живеалиште, тука живееме. Како се станува ова, како што кажа Јана, нос или ноус во светот на модата, би рекле? Постојат две училишта во светот во кои што можете да аплицирате за да би постанале истото. Двете се наоѓаат во Франција, во кои што не ги споменувам неколку интернални школи кои што големи компании кои што произведуваат парфеми ги имаат. За тие интерни школи морате да бидете вработен во таа компанија. Меѓутоа, ако некој како јас кој што
обожава парфеми и сака, а не знае од каде би тргнал, постојат 2 школи во кои што можете да едноставно да аплицирате и да си ја пробате среќата. Едната е во Версај, надвор од Париз, а другата е во Грас. Грас е инаку историското место од каде што потекнуваат парфемите. И тука се наоѓаат најголемиот дел на плантажите, на билките кои што се собираат за парфемите и исто така се наоѓаат големи компании кои што ги произведуваат парфемите. Така да Грас, премда е помалку познат, е уствари центарот во Франција за парфеми. Но твојата приказна веројатно до некаде се комплетира сега со отварањето на сопствена парфимерија во Даблин. Да, ние веќе сме уствари отворени 5 години и успешно работиме. Тоа некако беше сплет на околности каде што бидејќи јас тоа што го изучи во Франција, не можам да го аплицирам тоа свое знаење во Ирска. Во Ирска нема индустрија која се бави со произведување на парфеми. Така да некако морав впрочем сама да си ја креирам, да си створам работа. Пред тоа немав никош продадено ништо во својот живот и идејата за продавница со парфеми не беше дел од сонот. Меѓутоа сега кога се случи, сето тоа има смисла. Некако се поврзаа сите точки и сум многу задоволна. Добро, штом си задоволна, тоа ни беше следното прашање. Еве, од прилика да ни доловите и на гледачите, колку во принцип и дали добро заработува нели еден парфимер? Исто така, со каква клиентела? Всушност, имаш ли редовни муштери? Каква е твојата клиентела? Многу не интересира. Бидејќи спомена дека и во Даблин не е можеби многу високо развиена оваа индустрија. Видете вака, значи, бројот на носеви на парфумерија во светот е многу мал. Со тоа што, значи, тоа е едно подрачје во кое што расте. Сигурно сте приметиле веќе на тржиштето на маркетот постојат парфеми буквално за све. Па дури брендови за коли, брендови за упалјачи, сите ствараат парфем. Така да мислам има доста работа. И во Франција не постојат, значи во училиште во јас каде што изучував, ние бевме само 12. Они секако би можеле да земат повеќе ученици, меѓутоа мислам дека малце скржаво го чуваат како некој дел свое историско богатство и скржаво го делат со други. Така да нема многу. Со тоа што сакав кога ме прашавте како се заработува, значи е доста ценета работа. Секако парфумер кој што е на почетокот од својата кариера и парфумер кој што има 20 години кариера со големо портфолио на парфеми кои што изработил, секако имаат командуваат различни цени за нивната работа. Мојата клиентела во Даблин е исклучително префинета, можам навистина да се пофалам, бидејќи парфемите кои што ги нудиме се за многу мал одреден број на клиенти. Јас сум апсолутно во ред со тоа, затоа што јас мојот маркет не углавном, значи секој што посакува парфем, меѓутоа тоа е уствари само за еден мал број на клиенти. Кога станува збор за моето лично изработување на мириси, јас во Даблин сум имала неколку пати, значи лични приватни клиенти со нивна приватна побарувачка. Желба, така. Желба, да, се извинувам, мене некојаш македонскиот ми откажува. Меѓутоа сум углавном имам супер соработка до сега направено со комерцијални компании. Кога кажувам комерцијални компании, моментално работам на мирис за маркетинг компанија која што сака да го вклучи цел тој мирис во процесот на нивниот маркетинг and клиент. Имам изработено парфем за хотел кој што се распрскува во целиот хотел во центарот на Даблин и е 5 звезди хотел. Така да, значи, постојат неколку полиња кои што не се некојаш ни очигледни дека постојат како можен клиент, меѓутоа во Даблин, например, стварно супер соработуваме со нив. Да, кога човек ќе се замисли, навистина сите сакаме да ни мириса убаво, така што
Полето за работа е огромно. Некаде пред крајот, ако не е за крајот, што е, бидејќи самата кажа дека работиш свои производи практично. Ќе те прашам прво, кои ноти ти се омилени? Значи, кога зборуваме за избор на елементи во еден парфем, и она што е поголем предизвик, да те ангажира, не знам, сериозна, голема модна куќа за да бидеш соработник во создавањето на некоја нова креација или да го создадеш самата? Јас дефинитивно сум љубител на амберни ноти. Сакам ноти кои што кога ќе ги мириснам ми оставаат слика во главата како мед да се истура пред вас. Ми се допаѓа тој ефект кога има некоја нота или пак некоја комбинација на неколку ноти, тоа го создава. Обично се тоа посладуњави, амберни, со некаде и дрвенасти ноти, значи мешавина на тие ноти. Предизвик дефинитивно би ми било да работам со ноти на Violet, на љубичица. Не ја сакам. Меѓутоа, мислам дека како парфумер, како професионалец, вие морате да знаете, ако е тоа желбата на вашиот клиент, вие морате да знаете како да го инкорпорирате тоа во мирисот, например, и да создадете нешто што клиентот го сака и нешто со кое што и вие се гордеете. Постојат неколку ноти, ете така како што реков, Violet не сум љубител многу. Има некои цветни ноти исто така кои што не ги користам премногу. И за крај, она што им го поставуваме како последно прашање, наречи си сите наши Skype гости, но мора да те прашаме, доаѓаш ли често тука во Македонија и што најмногу ти недостига од тука? Да, оваа година веќе бев 3 пати во Македонија. Тоа не е секогаш случајот, со тоа што некогаш ми се случува да биде само еднашка во годината. Меѓутоа оваа година си ставив дека сакам да бидам што повеќе во Македонија. Ми фали стварно све. Знам кога ви е тоа на вас секојдневие таму е можеби едноставно и можеби го нема сето тој шарм и сето таа магија што кога не сте таму јас ја посакувам. Стварно ми фали, еве да ви кажам искрено, бев во мај и седевме во некој кафеле на кафе со другарки. Самиот тој момент што сте така ете на улица, седите, пиете кафе со другарки, меѓутоа и липите беа толку расцветани, тоа беше толку еден посебен момент. Верувајте ми, каде и кога да сум патувала, тоа не сум го осетила. Значи, тој мирисот на липите во Скопје, искачанките, значи јас сум дефинитивно љубител човек кој што сака да оди и во кафеана и кој што сака и да излезе и навечер со другарки. Тој таков живот не се води, барем некаде што јас живеам. Нема кафеани, нема такви дружења. Добро, значи луѓето и липите, доволен предизвик да доаѓаш почесто. Баш така. Она што сакам на крај да го нагласам за сите гледачи кои што тоа можеби не го знаат, ти во Македонија имаш ставено подпис веќе на еден парфем кој што е го носи името Кокев, во соработка со дизајнерката Кокев имате создадено парфем кој што е Actress уствари, нели? Така му е името. Се надам дека тоа нема да ти биде постојна соработка со било кој од Македонија, ќе има причина повеќе да те гледаме и со нели тоа што ти е работен печат што се вели овде присутна. Марија, ти благодариме, следна прилика кога ќе доаѓаш навака да се запознаеме лично и да те имаме и во студио гостин, зашто да не. Да, навистина ни беше чест што те имаме во студиото како наш Skype гостин. Пријатна вечер и на вас. Пријатна вечер. Јас од овде, Јана, требаше да го најавиме колегата кој што не чека во другиот табор на студиото. Сега ќе го најавиме. Владко, повели? За жал, после оваа успешна приказна имаме една малку по-трогателна. Имено на семејството Анчеви од Радовиш неодамна им изгоре куќето. Тие едва и спојуваат крај со крај, од хуманите граѓани бараат помош, особено поради недостатокот на електрична енергија и овие ниски температури кои што следуваат. Во соработка со маркетите Tinex, 1 ТВ,
хумана акција за колку толку да им помогнеме на овие луѓе. Секако, секој кој што е заинтересиран да им помогне, може да го најде прилогот на колешката Ива Трајковска на сајтот на edntv.mk, а сега да го погледнеме и во етер. Семејството Анчеви веќе подолго време живее во Скопје, бидејќи поради пожар останаа без покрит над главата. Детето, малата Офилија, за која нема кој да се погрижи, е оставена во рацете на нејзината невработена мајка. Таа веќе 16 дена не оди во училиште, бидејќи нејзините родители мораат да се погрижат за изработката на нивната куќа. Куќата ми изгоре, значи кровот од куќата изгоре, горниот спрат, мислам, катот од куќата е половина уништен целосно, со изгорени телевизори, плакари, кујни, сончеви колектори, целосниот кров. Еден од оджаците беше срушен по иницијатива на градежен инженер и во едната соба ставивме плоча, бидејќи беше од пожарениот огин. Значи железата беа попуштени и од градежен инженер дојде и кажа дека треба тоа да се струши, да се стави друга плоча во едната соба. Значи, пак апел до сите граѓани, например, кој може да помогне со нешто. Значи, унапред ќе бидеме благодарни за сето тоа. Пожарот се случил од децата. Мислам, мојата ќерка живееше со двете деца таму. Од продолжен кавел, рече дека од штекот нешто, некој искри фрлиле и така почнало да настане голем пожар. Таа го бајнала своето 4-месечно мало дете и со детето го грабнала детето и излега на надвор и побарала помош од суседите. И ја прифатиле таму и куќата, значи, дошла и пожарната служба, која во исто време имало и друг пожар, знаеш, пак дојдела на време, ама колку може, значи, тоа го зафатило од собава, преку собата и горе комплет, значи кровот е изгорен целост. Таму, дојдовме, се вративме во 5 часот, легнав да одморам малку и во 7 часот ми се јавија дека куќата значи, била зафатена со пожарот. И право веднаш, значи, се ослободив од работа, отидов и кога отидов веќе беше се при крај. Сестрата на домакинот на домот е со попреченост што само придонесува до тешкотијата која ја поднесуваат дневно. Во нивниот дом 4 членови не може да го пронајдат крајот. Покрај тоа најнеопходна им е струјата која останува недостиглива без помошта на граѓаните. Како и пархетот кој е најпотребен за 6-годишното девојче кое мора само да се снаоѓа во тешкотиите поради несреќата која ги зафати. EDNTV и Тинекс неделно се впуштаат во нова хуманитарна акција за оние кои им е најнеопходна, а останатата помош е оставена на добродушноста на граѓаните. За сите оние кои хумани граѓани кои што сакаат да помогнат на ова семејство, оваа сторија на сајтот на edntv.mk. Бидејќи најавивме на самиот почеток на овој ден дека се вклучуваме постојано од градот Скопје, предлагам режијата сега да ни долови дел од сообраќајот. Ова се оние снимки за кои што реагираат сите граѓани, особено во главниот град и сообраќајниот метеж. Да, ова што го имаме како информација е дека на улицата пред Собранието на Република Македонија до предмалку беше блокирана, буквално се пропуштаат возила од пред 5 минути, што би се рекло. Можете да видите таму кон градската болница дека се уште стоеше и сега замина полициското возило. Протестантите очигледно и овој пат во мал број, полека се движат кон
средината на коловозот. Повторно се во мал број, но очигледно полицијата денеска решила да сепак ги пропушта возилата барем во еден правец, колку што можеме овде да видиме. Колегата Дарко се надевам дека ќе не прошета повеќе или помалку лево и десно, да видиме што е со околните улици во центарот на градот. Инаку допред буквално 20 на минути информациите говореа дека целиот сообраќај беше пренасочен кон мостот Гоце Делчев и на вистина колоните биле огромни. Ние не се вклучивме тогаш, се вклучуваме сега, чисто да имате како информација доколку се упатувате кон центарот на градот во овој момент. Едниот дел од улицата еве на Рекорд кон Собранието, односно во правец од Рекорд кон Црвен крст се пропуштаат возила и гужвата не е така мала. Со оглед на тоа што Дарко навистина е цел ден на терен, ќе ве оставиме малку повеќе со би рекле слика и тон. Пред да влеземе во следната содржина, Дарко со слика уште малку низ центарот во градот, па се враќаме овде во живо. Mr. Cab Driver don't like my kind of skin. Mr. Cab Driver, you're never gonna win. Mr. Cab Driver won't stop to pick me up. Mr. Cab Driver, I might need some help. Mr. Cab Driver only thinks about himself. Here we go. Mr. Cab Driver, Mr. Cab Driver, Mr. Cab Driver, Mr. Cab Driver, Mr. Cab Driver don't like the way I look. He don't like dreads, he thinks we're all crooks. Mr. Cab Driver reads too many storybooks. Mr. Cab Driver blast me up with eyes of fire. Mr. Cab Driver thinks we're all 165ers. Mr. Cab Driver, fuck you, I'm a survivor. Oh yeah. One more time. Let me in. Oh. Mr. Cab Driver. Mr. Cab Driver. Владко, сликата се смени за само некоја минута што се вели, значи повторно е блокирана улицата Секојдневно пред можеме да Собранието. кажеме дека е вака. Да, законот предвидува дека најмалку 20 лица треба да се соберат за да протестираат за било каква кауза. Легитимна е каузата на луѓето кои што протестираат, без разлика дали се малку луѓе или не. Реакциите се различни, меѓутоа во разговор со 1TV организаторите на овој протест неодамна, пред неколку недели, рекоа дека ова е поради договорот со името, поради уставните измени и поради несогласувањата
на политиките на оваа власт. Така, како беше законот велеше најмалку 22, овде веројатно се изброени 22. Значи полицискиот кордон го гледате таму е на раскрсницата кај градската болница, автомобилите од овој правец се упатуваат, но гледате веќе кој знае се враќа назад, веројатно со време ќе блокираат и претходната раскрсница за да не доаѓа до ваков метеж пред самото собрание. Значи протестите продолжуваат, некаде после 17 часот ќе се вклучиме од друга локација затоа што градот Скопје навистина во попладневните часови е се потежок град за функционирање ако сте во автомобил. Следува? Следува Маја готви. Не знаеме што ќе буде. Следува Маја готви. Не знаеме што ќе готви, ама сигурно е нешто вкусно. И ќе ја побараме после емисијата. Тоа што го сготвила да го остави овде на маса. Да пробаме, така е. Останете со нас.